Грозоморен скандал еднаков на геноцид ја тресе државава, а обвинителството нема ниту кривично дело, ниту барање за притвор. Пред истрагата за мега аферата со продажба на цитостатици на црно, за сега не е дел од организиран криминал, туку е во рацете на обвинителка од Скопското обвинителство. Додека јавноста врие и семејствата на болните од онкологија не може да се повратат од шокот како се лекувани нивните блиски, од ОЈО со соопштение во кое не кажуваат речиси ништо. Според ОЈО, се уште се прават притреси на други локации. Ги повикуваат сите граѓани што имаат информации да ги споделат со нив, а од медиумите бараат да ја почитуваат пресумпцијата на невиност за докторите и сестрите од онкологија. Министерството за внатрешни работи како орган на откривање на сторители на кривични дела презема и други действија кои во моментов не може да се споделат со јавноста, но со директна цел да се дојде до вината и евентуалната кривична одговорност. Во истиот момент кога за конкретно лице ќе бидат обезбедено доволно докази за основано сомнение дека сторило кривично дело, обвинителството ќе информира јавноста. Од тоа вела дека веќе воделе 3 постапки за изолирани случаи на клиниката за онкологија и министерот за внатрешни Оливер Спасовски не открива детали за истрагата, освен тоа дека се офатени голем број на луѓе. Според него, виновниците имаат име и презиме и тоа мора да биде утврдено во постапка. За конкретноста на информациите ние не можеме да говориме нити да откриеме сега, заради тоа што не сме на никој начин да се влијае во однос на постапката, се со цел да не се руши еден дел од доказната постапка која што ја имаме пред се во смисла на сведоците. Скандалот на онкологија четврти ден ја тресе Македонија. За сега МВР и обвинителството не откриваат ништо и се правдаат дека тоа е во интерес на истрагата, а во јавноста излегуваат се повеќе информации и сведоштва за нелегална продажба на цитостатици, како и тоа дека на болните им се вбризгувал физиолошки раствор наместо терапија. Медиумите се преполни со сведочења од блиски на болните кои се посомневале во терапијата што ја примаат нивните блиски, бидејќи биле на хемотерапија, а не покажувале симптоми дека ја примаат. Нејасно е како истражните органи досега немаат никаков доказ за ниту еден да биде притворен, а со месеци медиумите обелоденуваа за сестрата од онкологија која е фатена со нелегална продажба, за мртвите кои се воделе како живи за на нивно име да се набавуваат лекови, па и за апаратот кој ја дозирал и евидентирал хемотерапијата, а кој во 2017 бил фрлен во подрумот на клиниката.